Април и мај се месеците кога до Еранското езеро и околината се можеби и најубави во текот на годината. Но летото е на повидок, а веќе 3 месеци нема ниту капка вода од системот Ѓавато кој го полни езерото. За истиот систем, лани во ноември, власта вети. Министерството за животна средина ќе се залага да се изнајде решение за финансиски средства за во блиска иднина да се реконструира овој хидросистем. Практично покажува новата влада дека има волја и намера да ги решава реалните проблеми на граѓаните кои што ги наследивме од претходната влада. Кога се дадоа овие изјави, протокот од Ѓавато беше 200 литри во секунда. До крајот на март ветуваа функционерите, низ пумпите ќе течат 500 литри во секунда. Дали на Еранското езеро му се заканува нова криза? Овие снимки се од Еранското езеро на почетокот на 2000-тите години. Дел се од документарен филм за еколошката катастрофа со која во тој момент се соочува езерото. За каков проблем станува збор, покажува овој графикон. Во средината на 50-тите години на минатиот век, езерото имало зафатнина од околу 300 милиони метри кубни вода, а неговата висинска кота станала дури и закана за земјоделството. Па соседите, Грција и Југославија, се договориле да го држат на пониско ниво, но поради преголеми испуштања и суши низ годините, на почетокот на 2000-тите години, езерото достигнува историски минимум од околу 70 на милиони метри кубни вода. Поради тоа, во 2002 година се гради хидросистемот Ѓавато, како итна мерка за спас на Еранското езеро. Ископани се 10 бунари близу Богданци, од кои се црпи вода која потоа патува низ Цевково дол 22 километри за дотурна вода во Еранското езеро. Со овој систем од неговата изградба до денес раководи Јован Попов. Во тефтерот во кој се запишуваат деновите кога работел или бил исклучен системот, стои дека на 19 февруари 2025 година системот е комплетно исклучен. И така е до денес. Моментално хидросистемот Ѓавото не функционира затоа што треба да се изврши реконструкција и обновување на системот. Пред се треба да се обноват бунарските пумпи, т.е. да се набават нови бунарски пумпи, со што би го зголемиле капацитетот на најмалку 700 до 800 литри во секунда, кој што се главен предуслов за капацитет за полнење на Еранското езеро. Со капацитет од 200 до 300 литри во секунда не можеме да извршиме таа функција, пошто тој е мал капацитет и нема да постигнеме ефект и ќе се потрошат значителни средства за електрична енергија и нема да има ефект. Сметките за електрична енергија за кои говори Попов изнесуваат стотици илјади евра месечно, а од тие пари езерото нема фајде не само поради малиот капацитет, туку и затоа што испумпаното се повеќе се губеше по пат. Има бројни диви приклучоци преку кои земјоделците крадат од водата. Тука се и оштетувањата на цевките. Но и така Ѓавато работеше затоа што доскоро имаше обврска да ја снабдува со вода малата хидроелектрана Топлец. За да се задоволат сите потреби, вели Попов, треба поголем капацитет. Во самата студија и проект е кажано дека со исполнување на дел од спасот за Еранското езеро, друг дел треба да биде цел за наводнување на земјоделските површини. И затоа не треба 700 до 800 литри во секунда, како би ги обновиле потопните пумпи. Исто така, треба да се обноват и овие електромотори и пумпи кај што моментално се наоѓаме. Проценките се дека хидросистемот бара обнова на најмалку 80% од првично изградениот. 2 до 3 бунари во Ѓавато се целосно затрупани со песок и мил, и тие треба комплетно да се чистат. Останатите 7 до 8 бунари сите имаат потреба од нови пумпи. Оваа опрема, како секоја техничка опрема, има свој век на траење. Значи, тие потопни пумпи во бунарите имаат вода која што има одредени карактеристики и тоа она го уништува електромоторот и готово. Значи, треба да се стави ново. И треба сите податоци што ги барам ја од Министерството и од владата на Република Македонија да бидат земени во обзир и на време да се реагира.
Кога ќе се соберат сите пресметки, Попов вели потребни се 300 до 400.000 евра за долгорочно да се реши проблемот со ѓавато. Ова е каналот изграден во 2002 година заедно со хидросистемот Ѓавато. Водите од бунарите во Ѓавато се слеваат во Дојранското езеро во овој предел. Во моментов во овој канал течат природни води, но настапува сушен период. Затоа е многу важно да проработи повторно системот кој што ќе ја донесе водата од Ѓавато во Дојранското езеро. За дојранчани овој период од годината е еден од најубавите. Велат во моментов нема опасност, водата е на потребното ниво. Доволно. Сега за сега го одржаваат, имат ошто го доволно е. Супер Ама е. ако почнат поголеми суши, он веќе А се сега намалува заедно го природно. фино. Се испарава се Косово. И одат за тоа туристите дишат јод. Он е многу корисен за сабале. За астма, синус, тие работи и лечено. Енчено го е фино водата. Многу туристи. Но, велат жителите, системот треба да работи затоа што доаѓаат жешките месеци. А како и населението, свесен за потенцијалниот проблем е и градоначалникот. Па имаме губење посебно во пролетта и летото, доста количина, односно испарување на водата и губење на водостојот, така да за прв пат имаме водостој кој што е под нулта кота, односно некаде околу метар под нулта кота. И се тоа во моментов можеби не е до толку загрижувачко колку што е загрижувачко ако не биде во функција самиот хидросистем и пуштање на тогаш кога е потребно, односно во овие периоди од мај месец па до септември, кога имаме поголеми испарувања, треба да се одржава тоа ниво. Инаку хидросистемот нема потреба да функционира во текот на целата година. Ако наскоро не проработи ѓавато, и тоа со значителен капацитет, сите во Дојран се свесни дека може да биде загрозена главната економска гранка во летниот период. Езерото во Дојран е буквално се. Езерото е двигателот и на економијата, и на развојот, и на инвестициите кои што доаѓаат во последно време. Имаме зголемување на приходите од данок на промет. Тоа е единствен показател кој што покажува дека економијата е буквално раздвижена. Се градат нови згради, се ставаат во функција стари хотели кои што не биле во функција изминатите 20-30 години. Меѓутоа, доколку езерото се повлече и доколку повторно настане одредена еколошка катастрофа, тоа ќе придонесе сигурно и во повлекувањето на ваквите инвестиции. Без обновен цевковод од кој не се краде, водата не може да дојде до Дојран. А за да влезе вода во цевките, потребни се пумпи. За пумпите пак треба струја. Едно од решенијата се фокусира на обезбедување нови, одржливи извори на енергија. Таква е студијата на Глобалтек од јануари 2025 година. Компанија основана во 2007 година со седиште во Мадрид, Шпанија, која работи на консултантски услуги, управување и имплементација на проекти од областа на инженерството. Раководителот Попов го смета овој проект за солиден и вели дека треба сериозно да се разгледа. Се работи за предлог за изградба на пловечки фотоволтаици во езерото Паљурци во Богданци, кои би произведувале 3430 киловати струја, а кои потоа би го одржувале работењето и на пумпите во Ѓавато и на препумпната станица во Богданци. Значи, како и во минатото, сите се свесни за проблемите, а на маса има и предлог решенија. Останува уште да се најдат пари и да се сработи на терен. Воспротивно, Дојран ќе остане без вода, а со тоа и земјава без своето трето најголемо природно езеро.